доколку се утврди дека станува за дивоградба, доколку се утврди дека истата представува безбедност по животот на граѓаните, секој дека треба да биде предмет на уривање. Изјавата на Панче Тошковски е дека се рушеле само оние дивоградби кои што се небезбедни. Ти можеш да го прекршиш законот се додека не ја нарушуваш безбедноста на некој друг. Вајда тоа би било логиката. Во кој закон он стои, он да одлучува што ќе се руши? Он не е фактор кој треба да каже што ќе се руши, што не ќе се руши. Он само дава асистенција полициска. И ништо повеќе тоа. И сега, дали ви е јасно дека што ќе се руши, они седнуваат и носат политичка одлука. Не руши законот, носат они со политичка одлука, ај ова ќе го рушиме колку за да задоволиме. И тоа гарант ќе иде со помпа, со камери, со дури може тоа и со динамит да се руши. Ништо нема да се руши. Ова значи дека ништо нема да се руши. Законот вика тој што бесправно е изградил градбата ќе се отстрани и ќе се доведе парцелата во првобитна состојба. Законот не вика ако е дивоградба прво ќе процениме дали е безбедна, па после ќе ја срушиме. Не. Законот вика се што е направено без соодветна документација ќе се врати во првобитна состојба. Значи ти не можеш да градираш кривични дела кои што законот ги пропишува